Закон со кој државата конечно ќе почне да се однесува кон своите стратешки капацитети како капацитети и системи кои се прашање од национална безбедност, а не како административна формалност. Последните случувања се алармантни по загадувањето на водата во Гостивар, како видовме колку е лесен пристапот до овие системи за водоснабдување во Гостивар. После последните случувања во Валандова, сега гледаме и од Крушево, ова е јасен сигнал дека државата не се однесува доволно сериозно кон своите стратешки објекти. Зборуваме за системски пропусти кои директно ги загрозуваат здравјето, безбедноста и довербата во институциите на граѓаните. Постојаниот предлог закон ја познава потребата за заштита на критични инфраструктури во споставување национален систем за нејзина заштита. Но ние сметаме дека тоа не е доволно. Нашето решение е јасно. Обезбедувањето на стратешките објекти и критична инфраструктура од највисоко национално значење треба да го врши армијата на Република Македонија. Зошто е тоа така? Затоа што водоснабдителните системи, браните, енергетските капацитети, клучните комуникацијски центри и другите стратешки објекти не се само имот на институциите, туку тие представуваат клучно прашање за националната безбедност на нашата држава. Доколку овие системи не се заштитат на вистински начин, последиците по нас може да бидат неизмерни. Армијата е единствената институција која располага со потребна организација, дисциплина, обучен кадар и капацитет за континуирано обезбедување на овие објекти. Во време на се поголеми безбедносни ризици, хибридни напади, меѓу другото и климатски промени, но и деградација на условите за живот во Република Македонија, сметаме дека националната безбедност не сме да започне откако ќе се случи катастрофа, туку таа треба да биде највисок приоритет. Во процедура на изготвување овој закон го има спремено Министерството за одбрана 2022 година, само што никогаш не беше усвоен законот како што треба. Ние сметаме дека ова беше пропуст кој можеше да се санира со навремено донесување на законот и ние сметаме дека едноставно за цивилни потреби армијата може организирано да ги обезбеди овие објекти. Затоа што повторно ќе кажам, цивилниот елемент на ова се работи за национална безбедност. Тоа се клучни инфраструктурни објекти. Ама не само да обезбедува, него и да работат, да помагаат во раскривање на... Тоа е таму брат. Не сакам само да Ама не е тоа така. Не е тоа само да седат они таму. Собанисувањето не го чекаме обезбедувањето. А зашто сметате дека полицијата не може да заврши таа задача? Затоа што сметаме дека полицијата завршува многу задачи, сметаме дека армијата може, армијата како институција која е најдисциплинирана, која има задача за обезбедување на безбедноста на Република Македонија, сметаме дека е прикладна институција заради нивната дисциплина, заради нивната организираност и заради нивната природа како вооружени сили да го прават тоа.